Православните верници оваа година му оддадоа почит на денот посветен на успението на Пресвета Богородица. Голем број верници од регионот дојдоа во манастирскиот комплекс во Лешок да запалат свеќа за мир и здравје, но и да се забавуваат. Овде доаѓам скоро секоја година сум со друштво, идеме по забави, се забавуваме, по тезги, купуваме нешто што ни се свиѓа и многу убаво си проаѓаме. Така секоја година палиме свеќа во манастирот. Често доаѓаме и супер си проаѓаме. Што представува овој празник? Најголем празник за православието. Денеска е успение на Пресвета Богородица. Голем ден, убав ден. Тоа представува еден голем празник за христијаните. Тука јас доаѓам често со родителите, а денеска дојдов со брат. Овде многу убаво секоја година доаѓам. Јас сум од овдека од Лешок и како да не, и вчера и денеска доаѓаме почесто овде и му посетуваме и Атанасие и Богородица. Што представува овој празник? Овој празник, свети празник е за православието. Овдека се слави од памтивекот, кој памтимо ние, се слави овде, се собира народот да се вида, да се едноставно да се поболя, да се на Господа да се помоля мало за здравие, за челјат, за фамилија, за тоа. Имаше ли многу посетители оваа година? Ова година мало послабо беше од другите години, зошто не знаеме. Инаку ланската и преланската година беше препуно, може по 15-20 илјади луѓе имало. Оваа година мало послабо беше. Тезгите и овој пат беа декорот кој го краси дворот на Лешочкиот манастир на празникот Голема Богородица. Продавачите задоволни од големиот број посетители. Господ здравје и среќа да им дава на сите. Инаку секоја година сум тука во Лешок. Задоволни сме многу и од приемот и од народот. Ова година малку имаше помалку народ, поготово младите. Од годинашнава посета сме задоволни затоа што имаше многу народ и многу ми е убаво не само да купат, него да го посетат Лешочкиот манастир, познат е нели по успение на Пресвета Богородица. Традицијата на црковното одбележување на празникот Успение на Пресвета Богородица продолжи и годинава со света божествена архиерејска литургија, чиноначалствувана од митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф во сослужение со свештеници од Тетовското архиерејско наместништво. Овој празник е централен богородичен празник, бидејќи си спомнуваме на повеќе празници за Пресвета Богородица, но ова е централната слава на Пресвета Богородица, кога го славиме незиното успение, а зборот успение значи заспивање, затоа што за нас, христијаните, смртта е како заспивање, бидејќи душата по смртта живее, а нашите тела се погребуваат, каде што ќе го очекуваат второто Христово доаѓање и воскресението од мртвите на сите од века упокоени. Пресвета Богородица, која што се наоѓа со тело на небесата, се моли пред својот син за нас и за спасението на нашите души. Денес е манастирска слава на овој манастир, имено на Старата црква, која е посветена на Успение на Богородица, а оваа пак е посветена на Светиот Анаси. По повод празникот беше ослужена празнична утрена богослужба, а веднаш потоа архиерејска света божествена литургија, која ја началствуваше неговото високо преосвештенство, митрополитот Тетовско-Гостиварски, господин Јосиф, заедно со свештенослужителите. На ваков начин се одбележи овој празник, се молиме на Пресветата Богородица да се моли за сите нас, за нашите блиски, роднини и пријатели, да ни дава Бог соборно покаяние и да не подкрепува во нашите слабости. Одбележувањето на празникот започна уште вчера со фестивалски случувања на кои најбројна публика беа младите.